Астрофотографија е навистина тежок процес, но е дарежлив. На крајот, кога се тоа ќе направите, едноставно не можете да не бидете на некој начин и воодушевени од она што сето тоа што сте го со сати или денови правеле претходно, на крајот фотографија ви дава едно големо задоволство, барем мене. А и самиот процес понекогаш е, иако можеби е мачен, телескопи, ладно, можеби ветар, сето тоа, меѓутоа, како оно беше, перасте рандасна, преку трња до звезди. За обична дневна фотографија вас ви треба неколку стотинки од една секунда, сонцето исто или месечина, тоа се све слика дел од секунда. Но доколку сакаме да забележиме, да речеме, галаксија Андромеда или некоја маглина, за тоа ни треба неколку десетици па и стотици секунди. Јас, да речеме, во главно сликам со 5 минути експозиција или 300 секунди експозиција, тоа значи дека вас сензор, или ако сликате на филм, меѓутоа тоа денеска веќе никој не го прави, затоа што сите сликаме дигитално, имаме 5 минути отворена сензор кој 5 минути ја впива светлина. И тоа не е еден кадар, туку се прави, пример, во текот на една вечер или како што во последно време може да се слика и неколку вечери, да се соберат може и со стотици часови време на трајање на експозиција или така наречено време на интеграција, кој ќе ги соберете, нели, сите тие фотографии. Откако што ќе направите тие фотографии, после тоа се оди на компјутер, каде што треба да имате некакви си софтвери. Јас лично маглини и галаксии. Има доста луѓе што работат и планетарна фотографија. Лично би сакали тоа да почне, може би тоа ќе се деси некој ден. Имаме и опрема дури за тоа. Планетарна фотографија е да сликате сонце, месечина и планети околу нас, значи тоа што се случува во сончевиот систем. И тие имат малце поинаков терк на сликањето и се прават навистина добри фотографии. Денеска имаме едно десетина фотографии во светот кои числат фотографија, буквално можете да видите до најситните детали на планета Јупитер, Сатурн, Марс. Речи си многу близко до професионални телескопи. Но професионални телескопи и не се занимаваат со онаква фотографија што се занимаваат аматери, од проста причина затоа што нив не требаат податоци, а нас се треба убавина фотографијата. Денеска сме тргнале околу 7 часот, сме дошле на терен околу 8, поставуваме телескопи, седиме до Сабајле, рецимо овие денови се слика некаде до 4 саат Сабајле, значи ви имате ефективно некаде околу 7 до 8 сати надвор со телескоп кој фотографира. Одна го соберете тој телескоп, се враќате назад, док соберете, вие сте отприлike 12 сати надвор од дома. Значи, док се отиште, док се направи, онде кој ќе дојдете дома, легнете, одморите се и потоа седнете на компјутер, сите тие фајлови што треба што ќе ги сликале, да ги ставите по одредени фолдери, онда го ставате во тој програм, требате што некој работи се наштелува, он после сите тие фотографии ги зема, ги процесира и добивате така наречен мастер стак или сите тие фотографии ги лепи една врз друга, како сте направили, да кажеме, 50 фотографии во текот на ноќта, но сите тие фотографии 50 става една врз друга и вие имате фотографија која сте со вкупно време на сликање, пример, еве да речеме 7 сати. И тие 7 сати со претходно софтвер ќе ви ги обработи тие сателити, авиони, сите грешки што имате и после почнувате да обработувате. И најголем проблеми со овие LED диоди и осветлување што се овие градски осветлувања, тие зрачат во една специфична бранова должина која не е
само што иде надолу, него се расипува по цело небо, така да се повеќе и повеќе го губиме тоа ноќното небо. И јас буквално тоа со мојата меморија можам да го препознам. На некои локации кај што ни беа порано на вистина темни, сега повеќе тоа месец, заради тоа што едноставно во градот се надпреварува кој повеќе светла ќе стават, бензински пумпи, дискотеки, рефлектори и така натаму.